Сакаш ли, hoćeš монолог или рецитацију? За почеток. Рецитација. Отишao sam da kupim hleb i vratio se s novim upaljačem, 3 identična limuna i psom koji me pratio od trafike. Hleb sam zaboravio, ali sam usput rešio da ne tražim više posao, jer sam izgleda nezapošljiv. Ja ne mogu da nosim košulju bez da pomislim da sam pogrešio život i da u svakoj kancelariji se osjećam kao u mrtvačnici ideja. U svakoj kancelariji misli se na administraciju. Da. Ali kupio sam kvasac. Možda naučim da pravim sopstveni hleb. Čita li Brane Petruševski srpsku ili makedonsku poeziju? Ovo je inače Darko Mitrović, jedan mlad srpski poet. Не га знам, ама убава порука на крај. Чита ли Бране? Ја иначе сам основно школу завршил во Караич и у моје време имаше факултативно, да. Зато имаш упалјач братска листа, видега. Да. И тоа е од другари, пријатели таму што су од коалициски партнери. Иначе сам учија српски факултативно, имаше можност да се избере и нормално ја како добар ученик сакаше плюс да научу нешто, така да учија сам и српски и немам проблем да читам ни српски ни македонски. За жал, ради овие активности што су ми задње неколку години, се помалци имам време да читам и тоа ми е малце овако еден хендикеп што го имам ради политика. Па ти само го избра рецитацију. Мораше некако да почнемо. Да, и убава беше, и убава порука и свиѓа ми се. Добро е като литература или еви рецитал има и одредена и критика, ама добро е като има и одредена порука која што е она која е добра за сви нас. Да почнемо да га месимо леп, па да не чекамо некој да ни га даде. Кад забравимо да купимо леп, бар да се сетимо да купимо квасац, да научимо да га месимо леп. Апсолутно. Што повише иначе сакаш, поезiju или прозу? Искрено, Jer ja ne ги прифаќам изговори, немам време да читам, ни од политичари. Не, и треба да се чита, и сакам да читам, али генерално поезiju, сакам онако кад, нели, мако ми е порелакс и некои поемотивни моменти кад си, а прозу сакам онако кад имам поише време да си тумачу некој причу посредина, така кад ќе се изолирам сам и некој, нели, легнеш со некој свој филм, така да и двете имав свој намену, барем у мој живот и мој начин на живот, со двете намену. Не би да се Бране, дека још на сам почеток те провоцирам, правејќи паралелу измеѓу српску и македонску поезiju и упалјач братска листа, али ако го запоју, како беше една од најпознати на Халида Бешлиќа? Тоа слаб. Слаб си? Слаб сум с... Дали ако го запоју... Први полюбац давно заборављен, први дерне ко зна где. Или ако го запоју налеј, 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 имаш представу, имаш дојам дека негде го погрешисмо работу у релативизацију на сиромаштво, на дух, па се поделисмо на поголеми патриоти тие што го поев налеј, отколку луѓе што га сакав Халида Бешлиќа. Па, види ми генерално се поделисмо како народ у сви сегменти, вклучително и у музику. Суштина на музику е, нели, да ни побуди одредени емоции, одредени моменти, така да мислам дека свака песна си на свој начин и за своји причини која што е направена, меѓутоа, нели, патриотска музика ќе ти побуди одредени други патриотски чувства. Како на пример? Па ете, например, некоја гордост национална, некои историски моменти кои што се десиле, кои што у тој време, у тие околности одредени луѓе имале и храброст, и знаење, и визију да направи некој потек кој што после тоа на нас не овозможува, или да живееме овако како што живееме некој слободу, дали ми тоа смо га искористиле максимално не, ама никако тој не значи дека треба да го занемариме тој жртву кој што се го дали одредени луѓе пред нас. Дали тоа се работи за комитски период како на Ленеле, дали за некој партизански период, дали претходно, после тој, како и да гледаш, ипак народ сака да ги почитува тие луѓе
И еден начин е и преку песмо да ги слави тие нивни подвизи. Малце ме Удел на патриотскиот момент. малце ме овој потсеќа баш на релативизирање, можда не на сиромаштво на дух, ама сигурно се сеќаш и уствари и гледаш ги како што сви ги гледамо оние кратки видеа со кои што Мартин Костовски се представља пред гласачки аудиториум сега за време на локални избори, куде што га прашуев кафана, Кумановска кафана или што беше едно од прашања, потсети ме. Па не ги Релативизација. Не може да не ги Кумановска кафана, да, ама зошто да не и Скопје? Не, Значи беше чиста релативизација. Нечу да одговараш такој како njega. Не смо слични ако се знаем од деца. Мене ми беше упадливо едно од тие видеа каде што га прашуев зграда или парк и он вика нормална зграда, што кој ми упадна малце чудно, ама после свати зашто е тој. Што имаш ти против зграде, Бране Петрушевски? Па видега после зашто бие искрен у одговор, видега после Цица дека му се уклучи у кампањата, која ма поклопива ми се коцки зашто со зградите, од претходно искуство. Иначе да се вратам само на музика, види ја поише би се каја на пример ако сме кога српско да го слушам ЕКВ, да слушам некој поквалитетно барем според мои критериуми музика која што исто има многу убави поруке, која што исто га критикуја општество во одредени сегменти кои што да кажам не успеа смо задње неколку децении сви ми како народ збори и како политичари да ги искорениме одредени лоши дејања што имаме, така да има квалитетна музика и в Србија, Македонија што треба да слуша. Да не збориме за Македонија, за Архангел, Мизари, све оно кој што ипак сам поише за рок варијанта на музика. Рок да. Ама не ми одговори на прашање. Дали смо поголеми патриоти ако слушамо? Видите, патриотизам е прво интимно чувство на свакога човека, да го сакаш своја државу, ја сакаш свој народ, што е многу битно. И тоа не се покажува ни слушање на песма. Мислим, сега може нели да е нешто актуелна некоја песма, па сега си по кафане да го поручува во одредено песма, тоа не значи дека си патриот. По мене тоа е начин на живот, како ќе живиш. Првенствено да го сакаш свој народ и сви народи што живи у твој држава, у твој град. Нема више народности. Да, порано беа народ, етнички заедници, не знам како е формулирано правилно, ама тоа се све луѓе. Тој значи, знаеш, да не га крадеш тој народ. Многу значи тоа да не га крадеш тој народ, да не га лжеш тој народ. Тоа исто значи, на пример, да не фрлиш ѓубре на улица. Ако си патриот, да не го загодуваш околину. Тоа значи исто и да ги почитуваш закони на тој држава, нормално, сите. Значи ли тоа да ги едуцираш луѓе, па макар и у некој подкаст, куде е граница измеѓу патриотизам и национализам? Да, значи, ти си патриот со тоа што га правиш и што се обидуваш да го правиш, надам се ќе ти биде успешно. Да, тоа е патриотизам да ги едуцираш луѓе. Така да, за мене патриотизам е малце поопштена приказна и мислам дека треба да се огледа низ цел еден начин на живот на човек. Од оној нели порно смо го научиле нека да си платуја прво сметке на државу, па после све друго. И тоа е патриотизам. Реално, на оние луѓе кои што дисциплинирано плаќаат сметки, до све натаму кое што треба да го правиме како совесни граѓани, да си усакаме своја држава, да возиме соодветно, да кажеме и сообраќај доста проблем. Патриотски ако возиш 40, ако е обележено 40 патриотски на црвено, на пешачки да застанеш, све тоа е патриотизам. Значи не е патриотизам у овој случај и според тебе ако ми уствари не смо доволно патриотски граѓани, ако за сви овие аномалije, односно право пропорционално некако ми делуе сега кад го кажуваш, колку ми не смо патриоти, толку повише го кривимо локалну самоуправу за услови у кои што живиме. Па може и така да се гледа и може да се гледа дали, значи прво да појдем од себе, нели, што ти можеш да направиш за држава, за да очекуваш што после држава ќе направи за тебе. Во овој случај нели локална самоуправа, ама и да, удел на оние луѓе кои што не го води в град или не го водиле град, можеме да анализираме колку су биле патриоти с дејства кои што се ги правиле тој период. Не може да биде патриоти ако су го урбанистички уништиле град, не може да биде патриоти ако су го крале народ, не може да биде колку и да се презентирав како патриоти. Затоа што најлесно е да седнеш, да земеш кафану и да поеш патриотски песни, тоа не значи дека си патриот. Тоа значи само дека глумиш патриот.
Ако не го исполниш све овој претходно што го збор. Леле, колко ми сега доваѓа една песма Бисер Балкански што го поја наш актуелен градоначалник у Бугарија. Да. На тој да не алудираш. Понека биде и тој, не е битно. Јас сега кажу моју перцепција на работа. Сега како градоначалник поја Бисер Балкански у Бугарија, супер за njega, ама треба да видиме и дали да анализирамо и дали сработае како што треба патриотски. И ја мислам дека генерално некој сериозно забелешку у тој дел не можеме да најдеме затоа што Затоа што добро пое, ако ништо друго. Па добро пое, генерално гледам дека одредени непатриотски, сега фатимо овој терминологија или Не го фатимо, ја го фати. да, работи ги нема, да кажам, ако порано претходно гледавме дека никнуе со зградена сваки човек без паркинзи, сега барем гледаме дека тој дел га нема. Проблеми су наследени, многу тешки су и треба време да се решаваат, ама битно е да видиме дали некој права сме фатиле или Колку не. време треба, брат? Зависи колку време нешто уништувано, што подугачко уништувано, подугачок период ќе ни треба да се оправljamo. Колку И мандата за жал, треба? у Куманово сме малку специфична ситуација, а ја нели како ВМРО-вац или како член на ВМРО, мене многу ми е полако да збор. Ама Зашто ти е полако да се ќе ти збориш? кажа зашто. Затоа зашто ја може све да критикуј заради тоа што ми за жал у Куманово не сме мали градоначалник од ВМРО, за да можеме нашите визии и идеи комплетно да ги реализираме преку градоначалника на ВМРО. И па еден период СДС беше. У принцип сам читаа до душа дека мисл сега нака не ме сватив 100%, нака проверив гледачи, мислу дека 1929 година на некои избори таку крајство СХС и мало избори локални или нешто такво, куде што победува комунистичка партија, односно левица, условно кажано левичарска партија, и дека од 1929 до ден данеска у Куманово победува левичари. Така да може ја лако да критикуи све за сви проблеми да Да, ама ги постои обвинува и други. десни и десни крила на левичари постоев. Апсолутно да, али не сам таков за да тој свега збору, сакам да ги антиципираме проблеми, да ги тражиме решења, што е најбитно, да помогнеме да се решив. Да ги антиципираме проблеми. Апсолутно, затоа што многу работи кои што не сме ги предвиделе, после не се ударили у главо и како град, нели. Еве, земи урбанизам. Многу било убаво одреден период да се дава дозволе за градбу, тоа значи приход од буџет поголем, тоа значи поголем буџет на општина градоначалника, па може да си прави одредени работи што мисли дека треба да ги прави, да ги гради, дали сто улици, дали сто одредени капитални објекти, ама кроз неколку години гледаме дека тој значи сообраќајен хаос, неурбанистички среден град, проблеми со водоснабдување, со канализација, со атмосферска канализација и све оно кое што го живиме денеска. И сега тоа кое е направено во тој период треба многу подугачко време да се среди, затоа што реално тоа е, не можеме да седнеме да ги рушиме тие згради заради тоа што законски се изградени. И сега мора да најдеме алтернативни начини да ги решаваме тие проблеми кои што не ги некои направија претходно. Да се тага биле антиципирани, мислам дека секој сме мале поповолна ситуација за одредени други проблеми кои што би ги решавале од ред. Така да се врату, лесно ми е да критикувам, а не сакам да критикуј, сакам да нуду решение или да си даваме моje мислење како да се решив тие проблеми и ева овој да ги биде на провокација на кумановци, да промена пут, да смениме, да видиме с десничари како ќе ни иде на локална власт. Овдека, јас сам таа овдека што провоцирам. И ај сега дозволи ми ја да се вратувам малце на патриотизам. Како бе Бране ја да се осеќам како патриот, ако сам имала случај у фамилију кој што е бија за неврологију за Скопје, кој што е бија за нефрологију за Скопје, Много различно. кој што е бија В или Ф. Али Кој звучи да, ама али чисто многу да. е различно. Да. Значи, неврологија, нефрологија и што е и онкологија. Како ја да се осеќам како патриот, ако ga vidu тога истога директора на било кој од овие оддели спомнати дека после позади премиера е на скоро сваку пресконференцију и клима с глава. Кад ќе кажу релативизација на сиромаштво на дух, ја не мислу само дали ти имаш упалјач на братску листу, а ја имам на левицу. Ја не мислу на
тој чудесну дистинкцију коju што још увек многу наши граѓани не умев да го направив строго левица или строго десница. Ја не мислу на патриоти и националисти. Ја мислу на граѓанина кој што е не само разочаран, него не знае како да се справи со здравствен проблем и треба да дојде у ситуацiju да се јави на твој човек кој шмрка и се понаша ко Ал Пачино у кој беше Скарфейс, Да. Казино. Ја треба да ти се јаву на тебе ако ми треба доктор у Скопје. Ја треба многу ме потсеќа тој на Мартина Костовскога што ги возеше луѓе. Еве, он ме возија, што беше, нели, Да. како ga викаста вие, зафркавасте ga уствари. И цела јавност ga зафркаваше дека вози. Да. Еве, мене ме возија, например, еден пут стварно без паре. И ја не ga викам таксист. Треба ли ја за тој услугу да гласам за njega или да гласам за ВМРО само затоа што ти си ми нашиот доктора, кој после ќе се испостави дека уствари е другираш. Подкаструваме во Аура бар ен ресторант Куманово спа, затоа што оваа посебна аура делува на нашите гости, ги инјектира со неверојатна искреност, после која чувствуваат глад и не знаат што да одберат од менито на аура, бидејќи однапред се предупредени дека се е превкусно. Аура Куманово спа е преубава и ноќе и дење, и не само во подкастрување. Види, И чак што више, од озгора на тога нема лиценцу. и зајава го спомна. Види, Се ќе ги подкастримо. Така е. Слободно. Види. И не ми се свиѓа одма да ти кажу тој став. Мене ми е лесно да критикувам, ама ја неќу да За критикувам. локалниот момент, а ова е веќе друга Да причина. кажемо. Неću да критикувам, ја ќе критикувам, и сам критикуваа еден од може и највише што критикувам. Како ја да се али сакам справам? да збору дека треба да нудиме решение, зашто ти кажуваш еден проблем, апострофираш ги и треба да најдеме и решение. Значи може ја да ти се приклучи да ти кажеш дека ја имам сами мајство, приказно семејство, дека јас сам бија со некогаш член на семејство на онкологiju, видеа сам што сам видеа, ќе го задржу за себе. А сви сме луѓе, сви имаме потреба од Пушти го здравство. тоа од тебе, не го Али, задржуј за себе. Поента е дека Видиш ја како ги пуштам работа од себе. Значи ја лично сам имала здравствен проблем. Како сега ја да се осеќам, бране, ти у овој подкаст си овдека за да ми кажеш како парламентарац, како глас на народ, како патриот, у крајњу линију. Ти треба мене да ме убедиш дека ја има светло на крај на тунел, усред мрака. апсолутно. Мора да ти кажу дека проблеми у овој држава не се од сега, не се од даноска и Неću со да тогашно време. слушам. Не, поента ми е дека еве например ќе зборим за здравство. И сега имаш пациента кој што накажано здравствено и сега носи мога на доктор и му вика ај одма да го правиш и утре да почне да оди. Значи има процес на рехабилитација на пациента. Исто е и у сегмент на општествено живење. Мора да Вучич има како ги процес. оправља. Отиде слика се со снима Вучич од братско листу вашу, пријател на вашу Не е братско листу. нашо на Демократска партија на Србија, наш политички Да, од ваши браќа. Да. Како ги Вучич оправља? Отиде, слика се, со тога што е повреден и од мозочен удар и вика ти мора да устанеш до сутра. Мора да се боримо за Србију. Таа се njena политика ќе го стави тамо, нема да го коментирам, збору се кој нас. Значи, дека Не имamo гледај ме катастрофално здравство, као имamo катастрофално. Вучича. Али, оно кое што е приказна, кое што треба да го знаемо и кое што еве треба да не доведе до тој светло што го збориш ти на крајот на тунелот, дека треба да расчистуваме се такви кадри првенство. Што ќе му направите? Еве, одма го разреши смо и ќе си постапка тера тамо што треба да се тера. Не, Сега не нема да збор. биде директор и ќе плати 500 евра. А ја куде сам у овој причу? Види, тоа е Ја патриот. тај казна за да нема да биде директор и 500 евра е дел на оно што го он направија како оно што го Добро, тоа е санкција. Да, санкција, меѓутоа ќе Добро. има и последици други удел на здравствениот момент. Али ако има негде
Како ќе се оправдате ви што е он до сега? Тој се прв пат дешава, само да бидемо, види, ми Па релативизација. Тој се прв пат дешава. Не. Тој човек е стојаја позади Мицкоскога и е климаја с глава. Сакам да кажам дека како ќе го оправдате тој момент? Прв пат се дешава да се санкционира доктор. И не само овој случај, има ги повише, ќе ги изборимо. Поента ми е дека колку сме мизерни, зашто ако претходно се крило работа, че сега прв пат се дешава. Да, ми дојдесме во ситуација од држава да оние нормалните работи, што е нормално нешто, у смислу дека ако некој погреши треба да биде санкциониран, кој е нас да ги издвојуваме како позитивни примери, што е катастрофа, ма тако да у таква ситуација, зашто претходно да не се навраќам назад нас и горе са пациенти, па немаше никаква одговорност. Значи, зборимо дека сега почнува да има одговорност. И уделна на што го потекна исто Кедев, уделна интервенција кои што се правени беспотребно. Има и меѓународна експертска комисија, детектирани се случаи, решава се, уделна онкологија, више имамо затворски пресуди, значи тај механизам кој што може држава да го спостави за да ги санкционира овие кои што сгрешиле, ама и да превенира овие што останале у систем да работи, да не ги направи исти работи, зашто ќе следи санкција. Зашто претходно биле слободни, комоти викале многу ме гале, што сакам ќе правам, нема санкција. Сега веќе има санкција. И тоа е само еден чекор уделна ако зборимо за управување на здравствен систем. Апсолутно тука има и ќе има инвестиција. Еве пред некој ден имаше презентација на нови сали, мислам дека беше на Торакалну, претходно имаше на други скопски клиники, у Куманово има доста инвестирано и то прв ќе има, така да многу су сегменти у кои што се действува за да може да се смени тие работи и се искорени во одредени моменти. И мене ме нервира ако ми се некој јави за доктора. Искрено мене ме нервира. Не, па ја не ги имам на листу сви доктори па да им врту и да ги знам. Патриоти, ја неќу тебе да те малтретирам, ти да ми најдеш доктора. Не, малтретираш, го мене ме тоа нервира од аспект дека систем не функционира. Ја тоа сакам да ти кажам, мене ме нервира кога некој треба да ургира за нешто, тој само е индикатор дека систем не функционира. Без разлика дали е за доктора, дали е за општина, дали е за катастар, не е битно. Мора да функционира систем. Ти ќе ми завршиш услугу и ќе ми најдеш некога. И после тоа ја ga гледам, ќе ми го најдеш директора на неврологија. И после тоа ја ќе го виду тој не е. И после тоа ја ќе го виду и ви ќе ми кажете дека еве бе па он е санкциониран. Не, тоа е корупција. Тоа е тргување со влијание. Тоа не е дозволено. Ми мора да изградиме систем како што треба. Например, ако го имамо у здравство, мој термин, уведено, како у момент като увреден, у момент като уведен е бија пофален од запањаци, после упропастен, што викаш чист промош, ми требаше да го надградиме тој систем да дојде до ниво на 21 век. Да си кликнеш и од мобилен телефон и да си закажеш најкултурно преглед у соодветно разумно време, нормалното да не биде кроз 2 години, него да биде кроз у зависност и од приоритет, може нека да биде и месец и два, ама нека треба да биде 2 дена. И тој систем мора да функционира субјективно, да нема влијание човек, него да си биде систем кој што си функционира. Имаш си доктора, имаш си термини, у систем позадини имаш си многу болни. Има, за жал, тоа е тачно, и тој и не умемо да ги распореди. Исто треба да биде, има доста работа сменето, да кажем, овие јавни услуги што ги нуди институција, кои што ќе можеме онлайн да ги вадиме, веќе има и мобилна апликација што го презентирава, која што саќе у тест фазу е добра, која што ќе не биде возачки дозвола и можеме да си вадиме други документи, едноставно да ги избегнеме шалтер, да го избегнеме тетку на шалтер, нели што треба да чекамо кафе да допие или да доручкува. Све тој да биде добри су ви тетке на шалтер. Па не су мои, твои су, наши су. Добри су ни. Кажи ти ја тече добри су. Добри су ни тетке. Може сам кажала добри су ви. И јас се коригирам. Добри су ни тетке на шалтер са ладним трајнама. Они су гласачко тело. Сви су гласачко тело држава. Имаше едно колумно на Куманово Ньюс. Види, добрите луѓе со седење дома овозможуваат на лошите луѓе да владеат. И тоа е една филозофска мисла што свак човек треба да си го размисли. Знаеш, кој нас се наметнува некоја логика дека, знаеш, ако сви су исти, сви су лоши, држава е катастрофа, ја не гласам. Ти само овозможуваш на оние лошите и истите да продолжуваат да владеат со тоа што се ижон. Поента на демократија и на едно демократско општество е ти да искочиш. Не ти како Ивана, збору граѓани, свите да искочи и да си гласат. Увек има избор. Ја мислам дека ВМРО е најдобар избор, ти мислиш дека Левица е најдобар избор, Камерман мисли дека
братска листа е најдобар избор, небитно, ама треба да искочи и да гласа. И у демократија владеја некој што ќе освои мнозинство у соодветно институција. И мислам дека ово е клучно што треба граѓаните да го знаат. Да не улазам у филозофија и да не цитирам луѓе, знаеш како викам? Граѓаните знаев, затоа су го гласале 2 мандата максима. Тако е. И соодветно на тој су добиле реализација на тоа што е он обеќа. Или ако не су добиле соодветно реализација. Па релативизија. Сега шазди. Соодветно на тој су добиле реализација. Држава у некој смислу е Види, јас сум политичар, извини што те прекинувам, ама неконвенционално може да кажеш што сакам. Може лако да кажеш, знаеш како? Свак народ добива власт какво заслужува. Или ти го бираш. Тако ли? Па сега, ако си незадоволен, не можеш да седиш дома. Еве га перферил. Ако си незадоволен, нема проблем. Ако си незадоволен, не можеш да седиш дома. Ако си незадоволен, ќе се активираш преко гласање, ќе се активираш не мора партиски, ќе се активираш у невладен сектор, ќе се активираш било куде, ќе улегнеш у приказко да ги менјаваш работа. Ќе направиш подкаст, небитно, милион су механизми алатки како може еден човек да действува за да се промени работа. Ама статус кво у држава увек ќе остане ако седимо дома и викамо, знаеш, сви су исти. И јас сам незадоволен. И мене не ми асфалтира на улица, ја немам канал, ја немам парк, ја имам гужву. Добри. Разбирам ти. Јас затоа легнав политика. Ја имам многу комодну позиција, имам соодветно образование, да се селу дома, да си гледам дете, жену и да си критикуju све што ќе не ми да ми се сви. Ама ја одлучи заради тоа што имаја сам некакво детство, еве мои родители биле жртве на тој некој си транзиција, јас сам решил дај да се активирам, за да не се повтори, за да и некој друго дете има такво детство, да чека дали татко му ќе даде работу, истеран од стечај или ќе земели плата овој месец, или нема да земели 6 месеца ќе чека плата, и се активирам да тој сменам. Моја перцепција била дека тој е ВМРО да помане, нечија друга перцепција ќе биде некоја друга партија, некоја друга граѓанско движение, само према интерес. Ама најлошо е седење дома, не работање ништо и критикување. И се, нели, па социјални медии мисли идеални за тој, па ќе си легнеш дома у комнатно, телефон у руке и суј куде стигнеш. У историју на цивилизација едно капитално дело, како капитални инвестиции у Куманово, на тој ниво, не, на поголемо, од Вил Дюран се вика, човек, филозоф, голем мислител, историчар, да не кажу аналитичар, се негде спомнува дека држава е, извини ова која, ама морам па на српски. Знаеш дека сам учија српски. Поубаво ми звучи. Држава е унутарни мир за сполјашни рат. Да го малце прокоментирamo тој од политички аспект, ако од ништо друго. Што значи тој унутарни мир за сполјашни рат? Jer опасно ga користиш момент пред втор круг на локални избори да ги поттикнеш луѓе да идев да гласав. И ја го многу ценам тој. Да, ја сакам луѓе да гласав. Искрено го мислам тоа, искрено сакам луѓе не само да гласат, сакам да се активирав луѓе. Посебно ако има нешто што не е задоволен, а има решенија или предлози или идеја како некој да се надмине. Затоа што седејќи дома ништо нема да се. И ја не кажа гласе за ВМРО, ја кажа искочи и гласе. Многу е битно да се гласа. Затоа што види, луѓе су гинале за да дојдев до право на глас. Жена слај 8 март. Зашто дошле до право на глас? Дали ме разбираш? Многу луѓе су биле поробени како ми, па да се ослободив, па да дојдев до право на глас. Тоа е најголемо достигнување од човечанството, да ти имаш право на глас, да одлучуваш што ќе се дешава со твоја држава, со твое место у нареден период, да ги креираш условно кажано политика и преко централна власт, нели ми го забраваме, викамо пратеник, ми го забраваме момент дека е народен пратеник. Односно, еве ја лично ќе зборам, мене народ, кумановци, собрале се, гласале и ме пратиле у Скопје, у собрание, да ги представлям. Јас сам, нели ми смо представничка демократија, ја треба да ги представлям тие кумановци што ме гласале у Скопје, дали ќе се носи буџет, дали се гласа за небитно, согласно ингеренција што ги има тој собрание. Значи, тие што ме гласале мене, учествував у
политички живот од држава преку мене и преку нели тој што ја ќе ga тамо гласам, презентирам Да. и така дај. Ако седеле дома и не гласале за никого, и ќе си се протнев Не ми го одредени луѓе кои што Не. ќе си се протнев и ќе си зборив после, ќе си играв лего коцке, ќе си правиме 3D анимација, ќе правиме еден проект не е поголем од цел буџет на општина, ама ми ќе го ветуеме избори и тој ќе нели биде главен клjuč. И тај ќе имамо глупости кои што ги имамо држава милион. Не значи сви ги обвинуваат, да не ме разбереш погрешно. Сви што биле. Не може да кажува сега СДСМ е криво, ВМРО е криво. Значи све политички елите во одреден период што биле на власт грешиле за да дојдеме до овдека до овој реч до кој што смо, да имаме и апатичен народ, разочаран народ, народ кој што не веруе во институcije, што е непатриотски исто, ама не по негову вину, по вину на овие непатриоти што владееле со држава. Така да, ако сакамо да искочиме од тај круг, ми мора да гласаме. Мора да ги пронаоѓаме луѓе кои што се патриоти, кои што го сакав народ, кои што го сакав држава, кои што ги сакав институција, луѓе кои што имав идеја, знање, визија како да поступат, да ги пронаоѓаме тие луѓе, да ги поддржуваме тие луѓе да доаѓаат на власт или да имав моќ да влијаев во институција, за да можеме да се значи да го завртиме овој круг, зачаран круг на апатичност. имам дојам дека ми го прераскажуваш Бранислава Нушиќа у некои Добре, милени ми е удел на у некои сегменти како потсети ме нешто на Бранислава Нушиќа. Едно од милени ми е да знаеш. Ама Не га повржавам, ама е окей. не га добро повржа. Затоа што ти си народен Сам. пратеник. Да. Ама народни пратеници има и како директор на неврологија. Добро, не е народен пратеник, не е пратеник. Сега не знам кој е директор на нефрологија, да не ме фатиш погрешно, ама они су институционално Знаеш на што алудирам на овој задни случај. Значи има и такви. Види. И сега ми ќе ги санкционирамо и ќе дојде Бране Петрушевски, народен пратеник од Куманово, у Скопје, кој работи за интереси не само на патриоти, него на сви народи. Куманово ме гласало за Куманово, сега Еве не и може за Кумановски е подкаст колку не критикував литературно не смо збрале, не. Збориле, не могале да не разберев. Не се управа, затоа што Како богатство на македонски јазик со и дијалекти и тоа е дел составо на македонски јазик. Како да го Бране не ме брани. Не, тоа е моје мислење. Како да престани да викаш тоа е моје мислење. Свак што дојде што ти овдека да сакаш- кажува исклучиво свое мислење. Нема да протежираш туѓи мислења овдека. Не сум познат по У тоа. никој случај, у никој. Како, не знам како да го артикулирам боле мислу за да не разберев сви. Ама види, увек има Што- такви што шмркав кокаина што биле на функција. Како да ти кажеш за тоа што Не можемо ми ми- индивидуалните грешки не да ги припишуваме можемо ми- на колектив. Не можемо докат ми ќе ги правдамо поступци што смо им дале позиција на такви Види, луѓи. Види, изборимо искрено и кажаме дека сме искрени. Еве конкретно за тога последниот. Има безпрекорно биографија. Нечеш ни име више да му го спомнеш. Што нема да ни знам, искрен да ја не го познам човек. Не му го знам име, ме потсетиме ќе го употребувам, а не му го знам име, ја Мислам, не го Игор знам беше, човек. Игор. Еве Да. Игор нека. Дај живи здрав. Значи, Еј. он има безпрекорно биографија. Човек е професор на медицински факултет, по сви стадиуми и по сви критериуми. И ја да сам, еве тој што не претпоставлям министр за здравство ги именува. И да го виду биографија, да виду ја би га ставија директор на неврологија. Ако има безпрекорно биографија. Ама ја откуде да знам дека тој човек шмрка кокаин? А што значи бе Бране Поента ми е безпрекорна биографија? Значи, почнаа си медицински факултет, специализација, докторати и се оно што стиде да дојде до стадиум да биде професор на медицински факултет. Минули рад. Па ти како да ги изберемо луѓе ако не по минули рад? Сега да ги гатамо не можеме, еш увек не сме толку моќни. Така да, али ќе има грешки. Поента е дали има санкција во сета. Претходно немаше санкција, сега има и тоа е разлика. Да има санкција, зашто ми е битна санкција? Не конкретно лично за njega сам. Ќе си ги сноси последици. Поента ми е некој друг. Не мора да е од неврологија, може да е од онкологија, не знам каде. Да не га повтори тој, зашто кога ќе види дека има санкција, дека ќе му земе лиценцу, дека ќе го казни, дека ќе ги стерав, дека нема да биде директор, нема да се дрзне да го прави тоа. Ќе се устрои народ. И затоа постои по принцип Увек ќе ги има тие што се дрзнуев да направив нешто лошо. Ама битно е да ги Ама види. колку ќе се приберев по партие за да бидев фактори. Тоа е клучен момент.
И тој не е клучен момент. Клучен момент е дали ќе ги санкционирав или нема да ги санкционирав тие партии. Дали ќе сака партија да си ги штити како своји од наводници полени или нема да ги, или во истиот момент ќе ги разреши. Тоа е многу битно. Ми покажавме дека го разреши смо одма. Види, ми збориме идеалистички, види, знаеш дека, например, ако нема убиства, тепачки, било што, нема да има потреба од полиција и ќе заштедиме милиони пари. Ама за жал има криминалци, мора да има полиција. Истиот дека за жал ти ќе ги поставиш 30, 40, 50 директора кои се таму, колку се не знам по институции здравствени, ќе се потрефи нека таква. Ама битно е да го разрешиш, битно е да го санкционираш, да кажеш, за да дадеш примери на овие другите 49, дека овие дечки ако продолжите, ако терате тако како ова што е терате. Ај, свако чудо за 3 дена. Па види, неколку чудо се десива. Пуцавали го носитела на листу на ДУИ, пред полициску станицу, пред општину, у центар на град. Па не е политички површено, колку што е информација. Докад ми ке викамо бране, докад постои вандали и докад постои криминалци, мора да има полиција. Па и тоа е една релативизација. Сакам да ти кажу дека ја не можам. Што сам пратен, што и да биду јутре политички, најмоćен да не битно. Ја не можу да гарантирам дека нема да има такви случаи индивидуални. Ја можу да гарантирам дека колективно, во смисла на политички потези што ги влечеш ќе биде правилно. Никој од вас сви, што сте на власт или сте у опозиција, не тражи ви да ни гарантирате дека нема да биде пуцање пред полициску станицу. Да загребемо малце од суштину, за да дојдемо до њома. Значи, ја не викам дека ви треба да ги отстраните сви криминалци и да живееме. Реално невозможно. За рационално збориме сега. Утописки е тој. Прво, за тој мора да го гледаш филм. Знаеш што беше Ск што зема Нобелову награду за литературу. Многу има тешко презиме. Ласло Крашнахоркај. Така е, не може да се одвеме. Ако добро ти си лингвист боле, можда ти боле знаеш маđarски. Не сум ни пијан, не знам. Не сум имаја прилика таму. А да, ти идеш у Америку. Да, не идеш у такви левичарски држави како Маđarska, небитно. Според негову книгу, овој што е Нобеловат за литературу, Ласло, Сатан Танго му се вика книга, снимен е филм од еднога, што многу ga поштуи режисера, маđarsko ga вика се Бела Тар. Сак се измеша свој... Доста се овој маđarски свет улегнал. Не сам улегнала у маđarски свет, него сам улегнала у тој кинематографија, jer филм мораш да го гледаш. Сатан Танго трае 7 сат, 7,5 сата. И не е утописки, сега ми текна у момент док правиме муабет, не е утописки, него е дистописки. На моменти ми збориш за идеологија, а другара Пасиев кажа дека само они имав идеологија, дека ниедна друга партија нема идеологија. На момент ми збориш дистописки и затоа ти викам погледај го филм. Погледај го филм за едно посткомунистичко време у Маđarsku, па пак ќе ми дојдеш на гости, па ќе правиме муабет. Види, јас збору све ми некако звучи. Затоа што наша држава е таква. И реално наша држава е таква. Ја не може да збору ни утописки цело време, ни дистописки цело време. Факти су такви. Реалната ситуација е таква. А што ако ти кажу дека реална ситуација на терен, зашто со многу луѓе се сретнуваат од различити партиски убеđenja и неубеđenja. И неубеđenja. Да, за чудо има и неопределени многу. Да, мислиш дека не? Мислиш дека неопределени увек некако одлучив? Тврдо дека неопределени увек некако одлучив. И сви избори у Македонија до сега, кој се бави с тоа работа, ја доста се време бав, покажува дека увек неопределени одлучив. И за тој ми ента беше на мене претходно кога збориме да ги викам луѓе да глас. Затоа што они одлучуваат. Они су тај swing votes ги викам американци, кога знаеш кој што одлучува куде ќе превагне ситуација и кој ќе дојде на власт. И затоа ga акцентирам моќ на гласање на свиѓето. Дури и шкртање на листчија порука. Дали ме разбираш да искочи, сам незадоволен, овако на кој небитно, и га шкртам листче, за мене нема соодветен избор веќе, га шкртам листче. И тоа е порука. Само седење дома не е порука. Затоа што ништо не постига. Пази, ми нема цензус. Луѓе малце треба да ги знаат работа. Значи,
ми за прв круг да збориме за Куманово, пошто сме свие Кумановски подкаст. Подкаст. Ми за Куманово да избереме градоначалник во прв круг, ми треба 33% излезно, што реално Куманово не е проблем, и 50% плюс 1 глас да има одреден кандидат и така би се избрае. У случај да не се избере градоначалник, у втор круг колку и да искочи? А ја и ти само да искочимо цело Куманово, да се заокружимо исто бројко, ќе си бидете градоначалник. Такав не изборан. Ја и ти ќе заокружимо исто бројко. Хипотетички избор ако заокружимо. Ја веруј дека ти број 9 ќе се окружиш. На основу на што? Па на основа на разговор што мислам дека и на мои квалитети да убедувам луѓе да гласам за Вомородов. Ја посвеси мислам дека и ја и ти 40 ден ќе заокружим. Не. Ја види спомнати претходно дека мене татко и мајка ми се стечајци. И не ги преферирам татини синчи. И се така искарирал мој борба против нива на едно или на друго форма. Не виду носиш ли некој Ролекс? Не сум по тие. Статусни символи. Кажати, не сум татино синче, немам такви можности, ја живу. Да, ма спомена нешто многу интересантно, а тоа е и да биду најмоќан. Што е моќ? За мене моќ не... Позиција, функција, што е моќ? Знаеш што е моќ? За мене моќ не су ни функција, ни позиција, ни пари, ништо не. Моќ е да имам можност да ги креирам политики. Тоа е моќ. Според мене у една држава. Тоа е моќ. Да можу да влијају, да ги креирам политика. Не влијајасте, како се вика на кумановски. Немасте влијание, да се поправу, куде лидера Мицкоскога да имате својага кандидата за градоначалника у Куманово. Какво влијание? Како ја да заокружу број 9? Со спенкол. За советници. Со спенкол на левицу? Тоа би било убаво. Мислам дека со спенкало на левица да закружиш за ВМРО, кој може да се деси страшни работи у левица. На мене. Што доста кој. Не, тој би се само потврдило дека над мене е извршен екзорцизам од вашу кампању од врата на врата. Да, ја иначе дел од мој, кој да кажу, сега неќу да ме сватите погрешно, али популарност условно кажано у политику се дужи пред све на активисти на левицу. Така да они почнават, они се доста организирани на социјални мрежи преку тие ботовски структури што ги имав и така натаму, почнаа да ме нападав, ја да се бранам и така почнаа да се испливуju на површину и да биду вирален доста на социјални медии, баш благодарение на левицу, ја тоа му имам кажано и на Апасиевога, дека благодарение на левицу доста популарно сме дигнава негови ботови. Така се викав сега у тај свет на социјални медии. Бранче, од тебе и патриоти и непатриоти, и националисти, и сви народи не тражив да бидеш популарен. Апропо, зборимо апропо... Знаеш колко не нас брига, колко си ти... Апропо левицу, га збору само контекст. Популарност. Не, збору контекст на левицу, затоа што беше нина друга намера, знаеш, како да ме дискредитира, ама на крај не успеа. Те контекст само што спомнуваме левицу. Кој да е контекст? Иначе многу ме цртава мене СДС и одредени овдека наши локални политики. Небитно за тој за кога ќе гласам. Карикатурени прива, па е непоти одело ме цртава, така да види, све тоа е дел на овој фолклор. Политички у Македонија, за среќу или за жал некој. Меѓутоа, сакаше да кажа дека ако си искрен, правилен, чеса, на кој имаш нормален, убав приступ со луѓе, не проваѓав сите тие местенки. Ох, Боже, не може више да го слушам тој реторику. Ама мене ми е многу битно. Искрено, честно, искрено, честно, посветено, храбро. Искрено, честно, посветено, храбро. Јас сум воспитан да бидам честен, мене тоа е многу битно. Наискрено да ги кажувам. И јас за тоа го кажувам. Мене ми е многу битно да бидам образ мој да си го задржам, многу ми е битно. Затоа што у политику е многу тешко да го направиш. Многу е тешко. И што си повисоко, условно кажано, поголеми ветришта дува. Видим, спомнamo, нели, имамо можност и комоција да се седиш дома да се критикуваш, ама многу е различно да си у жижу на ствари. Значи, ја искачам свак дан на пресконференција, објавувам милион криминали за милион личности кои што су многу моćни во држава. Тие луѓе не се со скрстени руки. И тие луѓе пробуваат на еден или на друг начин да те дискредитираат. Тако функционира системот Македонија. За жал, тако бил и с децении и у комунизам и така да не се наваѓа. Така да, с петни жиле се трудува да се го задржат, да не дадо повод на тие што не ми мислив добро, да им дадо повод да ме дискредитирав. Затоа што сум веќе
5 години, мисли повише пратеник, ја немам скандал, немам аферу, немам ништо позади мене што може живу нормален живот, скроман, с приходи кои што су законски, нормални. Видовите земаш го често. Дете нон-стоп си воду, враќам се, шетам, пешки обавезно. Земаш го дете. Од кој градинку го земаш дете? Од тие ново изградени Максо што ги изгради? Немам од ново изградени градинки. Ја заради други причини мој обврске идеше у приватну градинку заради некој си тајминг што ми е битан у живота да имам повеќе време со него. Има се, може се парламентарац, приватна градинка. Колку кошта? Не е скупо, тој во аспект на и претходни приходи што ги имам, мислам дека е околу 5000 дана месечно, така да могаја сам и без пратеник претходно што сам работаа истото тоа да изложи не ми е проблем. Сега ќе се поскупни струја. Сега смо више јануар ќе се поскупни струја. Сега смо више прво. Виду дали ќе можеш још. Сега смо прво одделение, така да немамо такви трошкови, така да идеме у браќа школу, така да окей, ние сега, ете тие пари нема да ги трошиме за градинку. Добро. Ги трошиме за Добро го усмеруваш буџета, да. Чесам. Не, знаеш, ако си стварно поштен, немаш потребу тој. Имаш за тоа што види да ти кажу. Зашто имаш потребу стално да кажуваш дека си поштен? Затоа што сам поштен. Не, не само ти. И затоа што било кој политичар. Има луѓе што су ми мене блиски, не по партиски тарифа, нели се си циркулирам од еден круг. Тој исто бране како ја да кажу у подкаст. Ја сум многу искрена. И јас сум, и ово е мое субјективно мишлење. Зашто имате потребу да потенцирате сви ви дека сте поштени и дека имате поштени луѓе и домаќини луѓе на саветнички лист? Затоа зашто не може си да се ја не се служи. Ја не се служи дека сви су сега прави тој дека сви су честни и поштени. Како не се служиш? Па не се служи за тоа. А гледаш ли го кампању? Има ли некој што вика што не го почнува реченицу со чесен, одговорен, посветен? Види, тоа е пиар и дека се прави спотови. Ми збориме сега с факти и с аргументи. Така ние подкаст можеме да се збориме искрено. Значи, и фатиш да анализираш човека. И видиш дека, например, некој кандидат за градоначалника претходно имае објавена незаконски неуставни закони како службен весник, по чаршију се збори дека има некои приходи кои што не соодветствува с плату што го зима, и има одредени има и казне со тој ќе му дојде, казне од Државна комисија за спречување на корупцију за семејни вработувања, и тоа су факти. Не измислуваме ми ништо. И тој човек не може да каже честно. Ја, например, и потесно и пошироко семејство, 20 години сум у политику, и у потесно и пошироко семејство немам еден што работи во држава. Татко ни, мајка ни, брат ни, сташка ни, жена ни, никој. Ни балдаза. Никој. Ја може да го кажам дека сам честен. Ја не сум злоупотребувај. Ама тоа не значи дека цела твоја фамилија па не треба, па ако е квалифицирана па да работи. Ама ќе си работи си, има и приватен сектор. У овој период по мене мислам дека и подобар приватен сектор. Лично запослен, не си помогна. Јас сакам да ти кажам дека не сум злоупотребија моќ за да запослам. Не сум злоупотребија моќ за да наместам тендер, за да се збогату. Не сум злоупотребија ништо сите овие години и можу да кажам дека сум честен, и тоа ми е битно. Тоа ми е некоја водилка. Значи ја имам неколку принципи кои што не отступуваат политику. Значи тоа ми е една честност. Второ ми е мене комуникација с луѓе. Ја нон-стоп сум меѓународен. Ја сваку суботу. Ама сви се они меѓународ, брате. Ама не е тако. Каков ти е тој аргумент? Не сум прав. Ја имам докази, они немаат докази. Ајде, ја имам на Facebook сваку суботу објавен термин од 11 до таму 14 сат. Средбе со граѓани, имам луѓе кои што доаѓаат, сретнују се, дел сакам да се сликав, дел нечев, тоа е интимно, легитимно право, и го објавуваат што тој ден сам разговараат прилика со луѓе. И сам на милион луѓе, ете, што може да му помогну негде, да му
убрзам нешто, да ми даде некој предлог на закон, да го предложи собрание и така натаму. Тие средбе почнасва да личи на класично психотерапија. Тој никој не го Дојде и се пожали. Океј, види, Што луѓе ќе ми имаат проблеми, не е помогнеш? битно. Има луѓе проблеми, треба да им се едноставно некој сака да го Не. слушаш. Едноставно некој има проблем с некое законско решение што е неприменливо, с некој одлуку што е неприменливо. Значи, затоа смо ми пратеници, народни пратеници. Усмеруете ги луѓе на кои, например, шалтер да се обратив. Види, ако ти се веруе, има и Што? луѓе што не знаев и таква работа. Не знаев. Свакакви луѓе има. Значи, важно е, мене ме е битно што мене препознале како човека на кој што може да му се обрати, може да му се искаже и може да чуе помош и ја тоа го правам. Не викам дека на сви сам помагај, невозможно е да помогнеш, да има и сериозни проблеми, посебно дел на тие имотно правни, на мојот заврзламе кои што Господ не може ги реши, а не. Ама битно е дека дошле, довериле се куде мене, христијани одма. довериле се куде Кад мене. не може и тоа е битно. ВМРО, Господ нека им помогне. Не, значи довериле се куде мене биле и тоа ми е битно. Ја тоа го правам неселективно увек. Но види, и кад се движиш по улица, сретнувале И смо Елена се. Доцевска Божиновска го правеше тој И тој треба да го прави сви политичари според мене. зашто не е она више на советничко листу? Тоа е некоја, вајда не знам, одлука тамо на партија, и ја лично не знам се где сам уклучен у тај процес да видам зашто не е на листу. У кој си процес уклучен? Признај. Види, ја повише сам, мислам дека ме гледаш, повише сам на у партиски пиар, значи удел на... Идеш ли од врата до врата? Па иду, да, иду. Мене ми е тоа многу убаво. Иду, да, многу сакам да... На луѓе не им е баш убаво. Па ја немам таков дојам за ние луѓе со кои што јас се сретнувам. И јас сакам, значи ја обично кад идемо на терен, ми викамо тако на терен, Би ми дошле на мене на врата, што би ми кажаа? зависи. Ја обично сакам да Па не идам зависи, луѓе кои што кажеш. не су нели оној 100% ВМРО или 100%. Сакам да идам каде луѓе кои што су тако ете. Неопределени што ги викаш. И мислиш дека со твоју реторику и со твоју моќ на убедување дека можеш да допринесеш, сакам не се вика поразговарам. допринесеш, да го придонесеш. Сакам да поразговарам со луѓе, многу сакам да разговарам со луѓе, со различни луѓе, сакам да разговарам од повише аспекти, знаеш, со многу луѓе. Негде негде научиш нешто. Тоа не дека сега ја некога нешто ќе му кажувам. негде научиш. Апсолутно. Што научиш муке на луѓе, бе бране? Ама тај мука нешто ти каже дека нешто е Што погрешено може да и ти дека можеш да го искоригираш ако нешто смениш и тоа е добро. Има луѓе стварно што се у своји области стварно квалитетни. Алкуманов е голем град, голем потенцијал има. Голем потенцијал има. Само треба да идеш со луѓе да си меѓу народ да се разговараш, како што ти кажа пада по тоа. Народен пратеник мора да си меѓу народ. Мора да си со народ. Бре. Дури и законодавац предвидеа у закон кај нас. Свак петак да нема се, ми не га практицираме за жал како збору како собрание, зашто се закажува седница и комисија у петак, али вика у петак не треба да има седница и комисија, него пратеници треба да се идев у своји изборни единици, у своји градови, своји места и да се сретнувам со народ. Тоа е суштина на представничко демократија. Вика нешто наду давате на народ дека ќе биде боле. Ама мора да биде боле, мора да има нада, иначе што да правиме? Да улазам у апатија, Конкретно. дека мора да има нада и Ама апатија. конкретно еве ја Види, смени сме многу работи што луѓе не веруе стварно. Види, пошто иду и на претходни избори, и га знам континуитет. Јас сам ишол на претходни избори, ми вика све луѓе, нема шансе да иде во опозиција. Војна ќе биде. Ова милион аргументи сам слушнаа од различни луѓе кои што викав дека дуи нема теорија да биде во опозиција. Еве ги опозиција. Еве опозиција. Нема шансе Бадинтер да се укине, тој овој ќе биде, тој ќе не. Нема Бадинтер. Еве и цензуру да десте на левицу да не се рекламира. Не, најкој дај на цензуру на левицу. Прво види. Што нервираме многу тој тон кад ќе кажете сви. Еве. Ама не сакам да ти Или кад ќе кажете, Ајде. има и многу способни луѓе, како да им се удварате, тоа е искрено, поготово на мислено. Кумановци. Има многу способни луѓе у Кумановци. Има. Има де. Има, зашто да, ама не су сите Никој. у партија. Зашто мислиш дека најспособни луѓе треба да бидат у партија? Не ќе Ја не мислам тоа. Јас сакам со тоа што не е у партија, а што е способен у одредена област да разговарам, да најдемо некакво решение за нешто, може има некој предлог да ми даде, може ја имам нешто дека он погрешно прави и така дале. Зашто да не разговарам? Најбитно, па само ми луѓе имам можност да говорам, да разговарам. Треба да користиме тој можност да разговарам. И јас сакам да разговарам со луѓе. Удел на овој морам да ти кажам. Закон не е донесен сега за финансирање, плата на политичко финансирање.
И удел за тој се на тој се вадите, да. Не, тоа се факти. Факти. Удел на измена на тој закон. Левица ги е поддржувала. Преку претходен мандат с 2 пратеника, сега со 6. Сега имаше обид да се смени изборен законник, удел на, нели, с 2 потписа се само може да се поднесе листа, да се ограничеше тој да биде барем пристојна бројка од, мислам дека беше од 0,5% од запишани гласачи. Левица не поднесе никаква реакција на тој закон. Ништо не поднесе. Однага по ствари беше првичен предлог 1%, Левица поднесе амандман 0,5% и тој им го прифатим. Да, бе, никаков проблем нема. Нема бе проблем. Значи они сами си го наметнале цензура. Нема цензура, има закон. Цензура ако нешто забраниш, има закон. Закон вика 4 најголеми политички партии. Не ви давамо паре. На 4 најголеми политички партии давамо одреден процент, на овие давамо помал процент. Добро пребране. И второ, зашто се не толку направисте едно од најголемо движење, знам партија да биде. Ма исти ситуација со знам како и Левица. Само што Левица ренево одговара политички да го тој кажува и се избори само за себе, иначе исто ситуација се знам. Не ми следуе платено политичко рекламирање. Па не плачев, борив се, потпишував договори с нас негде да им помогнам. Значи само треба да удадено ситуација да се наоѓаш и да играш, а не да идеш да плачеш. Значи Левица, види, Левица како политичка партија не е создадена да менја општество и да владее. Има јутре да им даеш власт, за 2 месеца ќе се откаже. Они се создадени да бидев хейтери, да го таргетирам младу хейтерску популација од Македонија и да се опстанувам на власт, за да може во одредени нивни функционери таму да се живи фудбал. Затоа што колку не се презентира во јавност, не знам каква радничка класа, каква аскети, како овој, тој не се одецвува со реалност. Не. Затоа што имав високи приходи, па како пратеници, 6 души има високи приходи, тие пратеници. И они си ги деца води во приватни градинки. Препласталјам, дополнително на тој, они си наплаќав, например, ја не го правам тој, они си наплаќав од партију, пошто исто имав они преко 200.000 евра годишно од буџет, што имав како партија. И после они тие 200.000 евра си ги поделив помеѓу себе, тие. А и ви си ги делите меѓу себе? Не, ја немам денар земен од партију никад. Па кој ја ги дели? Ја имам само плату и толку. Па не сме ми такви, ми ги насочуваме удел на, значи имамо и партиски институт, имамо истражување на јавно мислење, имамо милион активности како голема огромна организирана партија која што треба да се финансира, на крај крајови хартија си купи. Ама они ги тие пари делив помеѓу нива и се искочива јавно и се потврдива дека си земале приходи. Нивната пратеничка Мојсовска дури незаконски земала плату како сметководител на Левица, затоа што закон вика дека вршење на функција пратеник е неспојива со други функции и се обава професионално. Ја не може да работам друго работа. Не можам ни да имам друг приход. Не смем, незаконски е. Она и мало да ќе пратеник плату. Едино може другу дејност да обавував, тоа е исклучок од закон за професори на факултет и за доктори, ама без надомест. Па ви сакате заради дефицитарност на кадри, без надомест, за месец за кадри некој плац. Така да ви сега да ги казните, ќе ги поддржите кандидати за градоначалници на Влен на уштрб сви кандидати. Што викав браќа Срби, на уштрб на кандидати на Левицу у Западну Македонија. Апсолутно сви кандидати на владина коалиција ќе ги поддржиме. А кандидати на какав патриотизам. Да, на владина коалиција, тоа е патриотизам. Тоа е патриотизам. А ово е манипулација. Зашто е манипулација? Тоа е партиски механизам. Не, партиски е... За да останете на власт. Тој не е патриотизам. На власт ќе останемо или нема да останемо, зависи од избори и оној кој што ќе биде волја на народ изразен на тие избори. Тако се останува или се добива власт. Ми имамо владина коалиција. Знам Влен ВМРО. И апсолутно ми сме еден условно кажано тимено семејство кое што се поддржува онамо каде што треба да се поддржува, каде што објективно одреден кандидат може да победи. Оно што го прави Левица е само одработување на ДУИ. Зашто? Заради тоа што они реално нормален човек кој што има нормално рационално мислење знае дека кандидат на Левицу не може да победи, да кажем, Устру. Теоретски шансе нема. Испод статистичку грешкост. Ама тие малку гласови кои што би ги не е тачно. Не е тачно. Еве зашто? Ајде. Затоа што градоначалник на Денвер, Колорадо е црнац. Апсолутно супер. Не е апсолутно супер. Чекај да ти го кажу друг дел. Да
Кад нема да викаш апсолутно супер. Не, ќе викам цело време. Нема да викаш? Гале, затоа што Околу ќе објаснам зашто Еве, околу 10% становништво на Денвер су само црнци. знам, А градоначелник е црнац. знам, У Денвер, Колорадо. знам. Ама таму се снима Саут Парк. Ама таму, Ама, градоначелник на Денвер зашто не е Мосовска да не биде градоначелник на Стругу? заради тој што политike кои што ги водила левица изминати години се рефлектирав на испитување на јавно мислење и се гледа дека Не, левица него затоа што не ви може ќе да го победи. поддржите. Ми ќе го поддржимо затоа што Плен. ти што го збориш Вреди ли? све вреди. А значи овакој. Значи Све ние ако вреди. зборимо овакој, ако зборимо националистички, ако зборимо националистички, левица алудира, ајде да не кажу ти, левица алудира дека македонци треба да гласат за македонци, албанци за албанци. Тоа е национализм. И так никад нема да се деси случај со Колорадо што го ти кажуваш, заради тоа што Колко има ќе бидемо- муслимани и они у овој, и бошњаци у Нека партија. биде врз основна верско диференцијација. Не е тој поента. Поента е дека имамо владени политики за кои сме застанале заедно и дека најдобро тие политики ги спроведемо ми заради тоа што Колку и да си чесан, Бране. многу Ја, сум чесен. колку и да си чесан, колку и да си поштен, што викаме. Како беше еден од слогани у Алан Форд за некоју кампању, ради ćemo па макар и поштено. Не мислу да те увреду со овој, да те дискредитирам у ниедну смислу. Ама колку и да си поштен. Ја ga чекам момент. Ја ga чекам с душу момент, като било коју кампању за било кои избори, нарочито за овие локални, затоа што викав дека негде су на левел с парламентарни, кад ќе искочи некој поштен како тебе и кад ќе се супротстави на владини политике за кои што, ако ништо друго, инстинктивно знае дека не су добри. Но тоа се случувало, тоа не е нешто ново и Ја никад не сум те чула ни тебе, ни никога, ни тие што климасва позади заевога, знаејќи дека тропа глупости, нити тие други раши позади никскога. Ја никад не чу некој од вас поштени. Или скочи Кој Максим таму искочи? да после тие добија власт таму со заедно. Кој искочи да каже владини политике не су добри? А таму нешто Мило Царовску, некои набавке, не се Ама тој веќе беше у движење, знам. Не, претходно беше Милу Царов, После искочи. с Милу се закачисва, он за градинку. За градинку. Океј, ама сам да кажи мало такви случаи милион сега да не се навраќам. Што никад не се направи. Добро, сега тој се клонови, нели, повише градинка е еднаква од нас. Веќе да има клонови, тоа е поента. Да, таму има смо, нели, вечето директорката, не знам од кад беше, вајде од бивша Југославија беше директорка, поема немам таму. Добра си беше, добра. Не улазам во тој дали е добро, ама не сум поборник на дуговечни и вечити директори или функционери генерално. Мислам дека политика троши го човек и дека треба да у одредени, да кажемо, периоди да ги даеш своји убедуваш ме да гласам за број 9, а тоа е треќ мандат, а не си поборник за вечити. Не, број 9 е ВМРО советничка листа с адвокат Владимир Михајловски, кој што е прекрасен човек, а број 2 е за Не мораше да кажеш тој дека е прекрасен човек. Сви сме ми прекрасни на свој начин. Апсолутно, ама Ваце е онакво освежење позитивно у град. И сега тој потврдува веќе каде се движи. Симпатичен нека те насмее, има дупче на вас. Ете и тоа, ама и генерално освежување на војсцену нашу политичку, кумановску, локално, така да мислам дека тоа е позитивно и добро е да имамо такви од сви структури, сега да не кажу партија, пошто имаме независни, од сви структури е добро кога има освежување на луѓе, да имаш избор, многу е битно кога имаш избор. Тоа е суштина на демократија, да имаш поголем избор, да не те сведев на црно-бел свет. И јас сум за тоа увек. Без разлика што сум член на ВМРО, ја тврдо дека политика на ВМРО сум исправни, ама сакам да има извор, сакам да се надпреварую, сакам да дебатирам с идеи конструктивни, с предлози, с критике. Види, критика е многу добра работа. Многу здрава работа. Зашто мене ли би кажуваш? Па еве нека биде на тебе, затоа што луѓе ако те цени, ќе те критикуе. Стварно позитивна критика, не навреда, се разбираш. Не постои нешто што се вика позитивна критика. Не, да не биде навреда, не биде вреѓање. Каква е тоа позитивна критика?
Ако те ја лом направо за нешто. Бране, мислам дека сте погрешиле с директора на неврологија затоа што е наркоман. Тоа е позитивна критика, зашто ти сакаш да биде некој подобар тамо за да здравство биде подобро. Има ефекти од такви позитивни критики. Има. Докад ќе бидеме политички коректни. Има. Ја викам дека. Ма не. Јас само збору, знаеш, многу е. Ја не викам дека сте погрешиле он што доше у вашу партија и што клима позади Мицкоскога. Ја не го викам тој. Ја сакам да укажу на тој дека не е само добро ви да го санкционирате и да да го тргнете од врат. Ќе биде такој И да кажете, еве, ми го санкционирасмо, што да правимо? Има криминал свугде, па има и у Северно, и има и у Македонија. Слободно ти си кажеш го сакаш, нема да кажеш Северно. Погреши. Види да ти кажеш, има затворски казни за доктори, нешто што не ги мало претходно. Значи поента е да има санкција. Друго нема што да обесимо ли? Поента е да има санкција и ја тој сакам да го постигнам и за тој држу по не знам колку пресконференција да го повикуи тоа јавно обвинителство и тоа јавно обвинителот е суд да почне да се ги одработи по ние огромни плати што ги зема таму. Да има санкција, зашто само такој ќе има и превенција. Веќина у парламент. Поента ми е дека куде ни се деси момент веќина у парламент да искача на пресови за да ги мотивира нешто да направив обвинители. Ќе ти го објаснам, тоа само сакаш да го завршиш. Ќе го збориме, само да ти кажам за ведел. Поента ми е супер. Мада ја тешко се сваѓам, али многу дебатирам. Како се добро посваѓате. Добро дебатирам, али не се сваѓам. Чекај да звучу како вас. Народот ќе каже за тоа колку добро дебатираш. Ви тако звучите. Да, народот ќе жули за тој не знам кога гледаш, ама генерално на си убави дебата јасен. Така да очигледно, барем, ако не народ, новинари ме тражи. Не битно. Поента ми е дека, зашто сакам да стимулирам критику? Значи, те критикува оној кој што сака да станеш подобар. Дали ме разбираш? Значи, ако ја тебе те ценам, ја ќе ти критикувам и ти укажуј на грешка. Ако ја тебе не те ценам, а гледам те ти се давиш укал, јас само ќе те потапшу по рамо, ќе викам тере супер си, најболи си, супер си, тере, браво Ивке, најболи. И ти ќе потонеш. Ја не ти так мислу добро. Ако ти ја мислу добро, што никој не е безгрешен, нели? Ја ќе ти укажу на грешка и за тоа е добра номерна критика и за тоа јас сакам да зборувам со луѓе, зашто луѓе укажував на работе кои што треба да ги коригирам. Никој не е безгрешен, никој не е савршен. А удел на судство, кое што е исто по мене објективна реална критика дека не работи како што треба, мора да ги знаеме и поставеноста каква е. Ми имамо јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој што изберен од СДСМ. И за жал направиле закон да не може да го смени ни Господ. Пробамо да менјамо судски совет, пробамо обвинителски совет. Значи, направено систем, заштитиле се буквално како бели мечки. Тоа е последни упориште на криминал и заштитници на криминал во држава, затоа што сви предмет им стоев у ФИО. И мора како влада да пошто види па има реакција од ми мора како влада да најдеме увек кој е крив за нешто што ми треба да го спроведеме. Ми треба да го смениме обвинител. Ми треба да смениме обвинителски совет. Не ни дава закон. И второ наши европски пријатели вика слуша и опозиција вика дека тој ќе биде има реакција на Венецијанска комисија на милион институции кои што викаат дека тоа е мешање на извршна у законодавна власт. Ама ми имамо таков систем да извршна законодавна судска власт не се меша меѓу себе, а се контролира. Значи ми како извршна не можеме у судска власт да интервенираме. Не може законодавно, значи тоа се испреплетени надлежности, значи мора да се најде механизам, затоа што они сами се бираат во судски совет, па се ги бира судии, разрешува судии, ама они меѓу себе и да не се сви се си увржани таму крпче и си ти имаш обвинител за организиран криминал кој што му е качен на врат на шофера на Зајавол, на Ахметите. Тоа се угнетени таму луѓе кои што ти тешко можеш да ги искорениш за кратко време. Па што да им правиме? Ќе ги искоренимо, ќе им најдеме механизам како да ги решиме. Ма не, луѓе не се искоренуев. Али мора да не искоренуев. Навике политички се искоренуев. Не искоренуев се, види. Како можеш да искорениш човека? Дрво можеш да го искорениш. Види, он се тие што ги немамо на булевари. Они пуштиле корења у тие институции. Корења пуштиле. Ти имаш више тамо видите жива сода, видите нешто. Дедо, татко, син. Корења пуштиле више, фамилиарно у судски систем, у правосуден систем. Тие луѓе одработуваат за олигархија, одработуваат за политички елите за кои што они сматраат за да имаат бенефит. Тоа мора да се прекине, да се искорени, буквално
убав термин има да се искорени. Тие луѓе ги тргнаме само здрави, млади, квалитетни, образовани, школани, храбри, кои овие, знаеш што, овие тражи всек плату поголем. Тој ги има само. Кад ќе признаев унуци на наши плячкаши, од 1789 годину још французи кад не признасва дека сакав да го елиминирав аристократију, а не успеа. Знаеш зашто? Затоа што тој су биле немци кои што су ги со силу поробиле. Унуци на плячкаши, бране, никад нема да плюкав по своји предци. Па тачно е тоа, затоа ми треба, како и цело време ми многу убаво дебатираме овдека. Ја многу убави одговори да. Треба луѓе да гласат, треба да ги детектирав правилни луѓе, честни, да, треба да ги давав шансу и да можеме да ги искорениме сите тие работи. Ако ми, тато бие директор, син сака да биде градоначалник. Тато бие директор, ти син сака да биде советник. Ама сви наши татковци нешто су биле. Кумче би, Побро бие градоначалник, сега ја да му дадов да гради зграде. Не можеме да ги постигнеме овие цели. Немој да се дираш со сведоци на венчање како Побро и како кум. Ќе се дирам, зашто да не се дирам? Тоа се факти. Ја не збору ништо што е измислена работа. Ја збору факти. Тоа се факти. Јавни су тие факти, па идев по подкасти, па се фали еден друг, ама тоа су јавни работи. Ама сви... Мене кум да ми е жив и здрав, галя нема за политики и какви работи да удружуемо, да правиме циркуси таму или Побро. Сега побратим кој имам, извини. Сам си терам политику, сам дојде овдека, сам се шетам, сам возу, све сам праву, верую тој што го праву и сакам тој што верую да го изреализирам. Ама за дека тоа изразирам, ја мора да имам подршка у политику. Ти треба да утичеш. Од народ, џабе ти е све. Ма треба и како такъв, како единка, како Бране Петрушевски, народен пратеник од Куманов, да делуеш и на лоши владини политики, а не нужно да се сложуеш со нима и да си афирмативен свак поглед. Освен у поглед на противници, па макар и утрку за градоначалника. Противници знаев с мене како е, така не видно. Значи, види, да, у тоа што верую дека исправно и дека се прекрши, увек ќе реагирам. И сам реагираа, ама не нужно. Ја не сум левица. Ја не лову лајкови на Facebook. Ја не праву популистичку политику. Тоа нека го правев тие, кои што си се нарушиле на тоа. Ама не смееш да бидеш неутрален лик, бране. Ја имам механизми. Јас сум доволно моментално моќан. Ја викам дека не су ви добри механизми. Јас само тој сакам да го кажам. Ма ти не ги знаеш тие механизми, затоа што не си у партију. Јас сакам да ти кажам дека. Не ги знам, па гледам ја што работите. Па сега ти објаснам. Значи дека. Можда сам била и на прославу на 35 години од општински. Да, многу беше убаво, ако не си била, спуштила си. Ја кажам, можда сам била маскирана. Не се спуштила, али не види. Маскирана, има и медиумски може да го проследиш. А поента ми е дека ја имам механизми да действую на тие политика и уште пред да искочи јавно. Ја можу да действую у фазу на креирање на тие политики, па да ги коригирам у фазу. Не нужно значи дека нешто што ќе искочи како конечен производ и дека тоа и ја тој треба да критикувам. Имам фазе кога ја можу да реагирам и сам реагирам, и сам коригирам одредени работи. Много работи. Неќе да улазам сега во детали. Од законски решенија, од генерални политики, од све. Тоа е суштина на пратеника. А не сега ја да искочу, например, и сега мене ми донеле лош закон од Министерство X, и ја го гледам дека тој закон е неприменлив, не знам, има спорен момент, не е уставан, било што, значи има милион работи што сум ги имаја сега, и ја да сему да сниму видео и да кажу, знаете ли што, од Министерство за тој работа, министр тај ми прати вакав закон, он е ојамна, и ја што ќе постигну? 3 дена слава. Не, ја га изанализирам, ја многу време троши читање, затоа немам време да читам поезија просто. Изанализирам ga тој закон од А до Ш. Нешто гледам некаде историја на цивилизација не си го баш добро. Не си го добро обработаја. Инженер по информатика сам ќе си дозволу дека ете не сум многу стручен во историја, ама поента ми е дека аналитички приступувам на работа, анализирам, си забелешки ги дам. Мои забелешки су издржани, квалитетни, референцирани и се прифати. Затоа што ја не збору паушално, ја збору с аргументи. И затоа моја тежина, моја тежина у партија и у владени политики е таква да пред време превенирам нешто што може да се деси. И ја не мислам дека оваа влада донела катастрофално некој политику кој што треба да искочи да го критикува. Ако го донесе, ќе го искочи, ќе го критикува. Како се тоа рефлектира на народ директно, јас збору за резултати.
Па за резултати. За За резултати зборимо. Значи, за резултати куде да кажеме пензионери кои што претходно тража са плюс 5000 денара, па вие ги мавасва од канцелари, вика се дека тоа било неуставно, незаконски, ќе пропаднае фонд за пензиско и така дали милион, ќе се потсетиме назад. И до момент дека ми ги поделиме 7.000 денара на пензионери зголемување, што е заслужено, затоа што имамо пензионери, меѓу кои и мајка ми и татко ми, кои што неоправдано биле на работа, а некој не им плаќаја придонеси, не им плаќаја плату, а они работале, и дошле сега у година у кои што треба да уживав условно кажано благодетот од нивно работање да земав пензију, да земав по 10, 11, 12.000 на пензију, да не може на унуче чоколадо да си купи. Таа е неправда. Не сам го ја направија. Не го направило ВМРО. Ама е дужно како власт да го решава. И ми сме го решиле и сме ги зголемиле пензију на тие луѓе линеарно. Сега тој што земае 60.000 денара, што имае среќу да биде у некоја институцију, полиција или не знам куде, мае среќу, незнање, не е нешто, не су с две глави биле тие. Ама имале среќу да биде во државна институција и да зема огромно плату, па после тој пензију, ќе се задоволи с 6.000 линарно, па да зема, да кажемо 65, а не да ги сака тие проценти 10, па да зема поголем плату. И тоа е некоја неправда која што е исправена, и за кој што, еве, лично јас сам се залошил, затоа што имам дома мајко и татко со по 12.000, сега 19-20.000 пензију и многу други пензионери. И такви работи има многу. И тоа е суштина на политичара, да влијае на политике, а не да седи дома и да чека и кога ќе скочи некоја лоша политика да критикуе. Не, упорен го истечи, коригирај го, насочи го на правилното. Да су ни живи и здрави пензионери, без нима ништо, па макар земувале и бедни 19.000. Намаѓав се да ми се чував дете кад сум по активност, така да се живи здрави. Како беше оној? Деца ќе ви направимо, пензионери не може да ви направимо, знаеш? Имаш сега за школа, јас знам. Како беше тој? Имаше една анегдота дека некои политичари отишле у некое село и вика пут ќе ви направимо, вика не, школу ќе ви направимо, вика што ќе ви направите школу, деца нема дека да учи. И деца ќе ви направиме. Да, али пенсионери не може да ви направимо. Многу овој бело, многу иде со овој лила. Така. Многу, не знам колку се разбираш у бое, ама многу иде. Овој не можу како се добро посваѓате и поклон ми не може да ти го поклону. Стави го. Треба да го прочитам зашто мислам дека добро не се добро посваѓа. Јас смо Не. Види, овој не треба да биде кавга, овој треба да биде куде су млади, таму е шал. Така. Неќу да те задржавам како Ландов, што ga задржа многу и ga презнои Максима Димитриевскога у подкаст. Не ми беше намера да збору за тој колку смо секуларна држава и покрај тој што се повикуваме многу на Господа, нарочито ви, да не кажу патриоти, демохристијани. Христијанска партија. Да, нема да ти го дам овој упалјач од левицу и овој пенкало, затоа што знам дека ќе заврши у канту, а ја нивни идеи мислу дека не су за уканту. Овој беше енергетско лилакаво, случајно се погоди плочиче што требаше моју енергiju женску да ти го дам на тебе, на едну мушку енергiju и да направиме некој баланс и да ништо не сум ти донела за поклон, викам ти книга ми е поклонета. Ти имаш сви капе, како ти дојде, само ќе си го смениш капу. Доваѓав си, и куде мене ти доваѓав од брата на брата. Капе ги имаш. Имам и од ВМРО, само немам од братску листу. Едно за мене, едно за тебе. За број 40 и за наше Куманово. Да биде поубаво. За наше Куманово, не знам. Ја се кажати, мислам дека цела емисија прво беше преубава емисија, фала ти на покану и на можност да разговараме од еден така по различен аспект, да не биде класично политички и да не збориме са класични политики и оној што у сваку друго емисија можу да го кажу. Беше ми убаво стварно. Надам се ќе имам можност па се видиме, ама мислам дека од оно што го збрисмав дека, мислам дека е јасно дека ја не преферирам татени синчиња, така да ќе остану да се задржу на оној што е ВМРО и број 9 на овие избори.
Фала ти еш А градоначалник Максим кој број е? поддршку ќе му дајаме и на градоначалник број 2. Ќе му дајаме поддршку Ебаче на малце да градоначалник. се замислиш, ја у овој момент требаше да те подсету. Па добро, види, јас сум За вашу виктори. фокусирани смо на кампању, така да. Друг пат ќе зборимо после втор круг и кад ќе заврши овој условно речено избори, лудило. да. Ќе зборимо за тој колку е пирова победа. Фала многу. Фала и на тебе, Шапот.